Благодарам, колега. Почитувана министерке, кога одбивате или кога прифаќате амандмани, очекуваме од вас да дадете барем 2-3 реченици образложение зошто и од кои причини не се прифаќа овој амандман или сите амандмани кои што ги одбивате. Вие велите амандманот не се прифаќа, очигледно е дека немате сознание кога станавте министерка, кога ви изгласаа, требало да ви ги дадат на увид ветувањата кои што СДС ги даваше во Република Македонија и градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз. Овој амандман го поднесов затоа што го бараа граѓаните, но и затоа што во оваа бела книга која што ја држам во мене, а е вака навистина голема, во оваа бела книга, почитувана министерке, се напишани сите нереализирани проекти на градоначалниците на СДСМ. Едно од ветувањата на градоначалникот на Лозово е токму овој амандман кој што сега го поднесувам и е нереализиран. Зошто? Ќе треба да се обратите до локалната самоуправа. Јас од прилика ги знам проблемите во општина Лозово, затоа што ми се обраќаат граѓани и вработени во локалната самоуправа, кои што кажуваат дека градоначалникот не си ја врши совесно својата работа и е повеќе посветен на политички мобинг и притисок врз вработените, особено врз жени. Не знам дали сте запознаена, а треба да сте, бидејќи сте пред се жена, дека пред извесен период градоначалникот набрка бремена жена од работа. И сега се води судски спор. Малку да се подзафати градоначалникот повеќе со работа, а не со политички мобинг, ќе биде добро и овој амандман можеби немаше потреба вие да го прифатите, туку тој да го реализира затоа што истиот го има ветено. Исто така би додала дека средствата кои што делегацијата која што беше во Њујорк, некаде од прилика, мислам дека 27 луѓе видов на фотографијата, ако не отидевте толку луѓе, мислам дека средствата кои што ги имате потрошено за да отидете во Њујорк, да се испосликате таму, ќе ги реалоциравте за потребите на граѓаните. И да биде, да се докажам, ке ве молам, па ова е апропо амандманот, значи оваа влада не знае да ги искористи и не ги користи средствата онака како што ги проектирала, туку ги користи за сосема други цели. Ако ја погледнете, почитувани колеги, фотографијата, ќе видите 27 луѓе не бараат делегација од Кина. Не знам кинеската делегација од колку луѓе била составена. И бидејќи на вашиот премиер секој втор збор е транспарентно работење, домакинско работење и така натаму, послушате ги малку говорите негови. Редно е да кажете колку финансиски средства за овие денови за кои што ве немаше тука, а требаше да бидете тука присутна, бидејќи ова е најголемиот и најважниот документ на државата. Ова се впрочем барањата на граѓаните и ветувањата ваши со кои што ги излажавте граѓаните во Република Македонија. Вие мораше да бидете присутна овде и да слушнете. Ние доаѓаме од различни делови на Република Македонија и ова се барања на граѓаните. Тогаш, значи, ќе повторам, таа сметка која што сте ја потрошиле во Њујорк треба да биде објавена, да видиме колку вие, 28 члената делегација, имате потрошено народни пари на граѓаните на Република Македонија. Ајде барем и да го слушавте премиерот додека зборува. Тоа е па башка приказна. Си игравте на телефонот како и во моментот што си играте и не ме слушате. Да, и имам уште 16 други амандмани кои што нема да стигнам да ги образложам, а се потреби на граѓаните на Свети Николе и Лозово. Да, и очекувам да го прифатите овој амандман, бидејќи се е потреба на граѓаните на општина Лозово, а е ветување и на Социјалдемократскиот сојуз и на градоначалникот на општина Лозово. Благодарам. Колегу, уште еднаш ќе ве замолам.